Благодарам за разговорот за гласот на Америка. За здрава демократија потребна е силна и конструктивна опозиција. И од тука каде е фокусирана по опозицијата по неуспехот за гласање недоверба на актуелната влада на Зоран Заев? Покрај силна и конструктивна опозиција потребна и конструктивна власт. Примерот кој што вие сега го споменувате во вашето прашање е класичен пример на неконструктивна власт, можеби единствен во светот. Јас не можам да се сетам на втор пример каде што власта самата себе се бойкотира. Замислете ако вака опозицијата или власта во Конгресот или во Сенатот, едната со другата се бойкотираат заради тоа што некои политики на едната или на другата не им се допаѓаат или барање на доверба, како што беше во случајот. Наистина ова беше за мене шокантно и уште сум вчудоневиден од односот на власта, која што уште еднаш покажа дека се само не е конструктивна. Ние како опозиција продолжуваме да ги користиме сите демократски мерки кои што ни стојат и алатки кои што ни стојат на располагање. Истовремено најголемиот дел од општините во Македонија или имаме градоначалници мнозинство во Совет или сме дел од мнозинството во тие општини, ќе се обидеме да покажеме и на дело и во пракса на граѓаните како е кога ВМРО-ДПМН работи, како работи ВМРО-ДПМН, како го исполнува ветеното. Она што е многу важно исто така да работиме честно, затоа што нема време веќе и можности за дополнителни импровизации. 30 години народот е поделен, време е да почнат промените, време е да создаваме нова еднина, она кој што го ветувавме заедно со заедничкиот патриотизам. Така што добрите времења за граѓаните во Македонија допрва следат, не треба да се обесхрабруваат. Ние се обврзавме и ветивме напорна работа, честна работа и посветена работа, така и ќе продолжиме. Дали евентуалното заменување на алтернатива во актуелната влада ќе значи, да речеме, крај на опозицијскиот блок и си тоа најавите за предвремено рушење на актуелната влада? Видете, одлуката е на алтернатива. Ако тие ценат дека таму е единината на нивната партија, тогаш тие си имаат раководство, си имаат органи, си имаат поддржувачи, предпоставувам имаат и аргументи зошто тоа би го направиле или не би го направиле. Она што јас сакам да кажам и е вредно да се спомене дека единствен на кој што можеби му одговара таква влада со слаб премиер, уценет премиер, со неколку политички партии внатре е практично Али Ахмети и Дуи. И ова недвојбено го потврдува фактот на нивната заложба за време на предходните предвремени парламентарни избори за премиер кој што ќе дојде на предлог на Дуи. Можеби Дуи во случајот не го дава мандатарот, сепак формално тоа ќе го даде СДСМ и се уште Зоран Заев, но суштината и вистината, односно праксата покажува дека оваа влада е влада на Дуи и затоа велам дека ваквиот развој на настаните и она што претходеше нови развој на настаните му одговара исклучиво само на еден човек, а тоа е Али Ахмети и Дуи, а не одговара на големо мнозинство македонски граѓани кои што не се согласуваат со политиките на Али Ахмети и Дуи, посебно во делот на борбата со корупција и криминалот, кои што морам да признам дека во нивните редови и те како се расширени. Дали мислите дека е реалистично почнувањето на преговорите со Европската унија во декември? Дали за вас тоа е чекор во добра насока? Апсолутно и апелирам до нашите сојузници конечно да се даде тоа зелено светло на Македонија да го почне овој процес на преговори. Ќе ве потсетам 2000-та година за прв пат го потпишавме договорот за стабилизација и асоциација во Загреб, 2005-та станавме кандидати, 2008-та, 2009-та па наваму имаме многу извештаи позитивни од Европската комисија за почеток на преговорите. Претходно ни беше оспорувано едно елементарно право, сега ни се оспорува друго елементарно право. Тоа не треба да биде изговор за да не се даде конечно датум за отпочнување на преговорите на Македонија со Европската унија. Ја апелирам и инсистирам, доколку и постојат малку луѓе со европски вредности кај нашиот источен сосед да ги напуштат нивните хегемонистички барања и навистина да овозможат на нивниот прв сосед западен во случајот Македонија да ги почне преговорите. И за крај, како го толкувате писмото на американските конгресмени испратено до бугарскиот амбасадор во Вашингтон со кој што бараат да се отстрани ветото на Бугарија кон земја? Па тоа е дел од низата на исти тонови кои што се слушаат изминатиот период. Тоа е писмо од конгресмени од нашиот стратешки партнер. Стратешкото партнерство помеѓу Македонија и Соединетите американски држави датира од 2008 година, што тогаш е потпишано.
Тоа е во насока на она што ние го зборуваме и што го дадов како одговор на вашето прашање. Во секој случај благодарни сме за поддршката. Таа поддршка не треба да има точки и запирки, треба да е во една насока, тоа е веднаш да биде тргнато ветото без дополнителни условувања, дали ова, дали тоа треба да се исполни од Македонија. Доволно овој народ направи отстапки, доволно Македонија направи отстапки. Сега е време да почнат да го испорачуваат тоа што е ветено. Благодарам за разговорот. И благодарам на можноста.